Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Предвреме родените деца представуваат над 10% од сите новороденчиња во светот. Колку е важно подигнувањето на јавната свест кај родителите и популацијата за спречување на предвреме родени деца. По повод Светскиот ден на лица со дијабетис 14 ноември, во општина Прилеп ќе се реализира третата поред акција за пошумување под мотото "Не биди трупец, засади дрво". Утре во Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи поетско-музичкиот перформанс "Љубење со стихови" во организација на Сдруженијето за култура ЗОКУМ. Од 15 ноември е потребно задолжително поседување зимска опрема во возилата. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Минималната утринска температура во Прилеп изнесуваше 1 степен, а максималната 18 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Предвреме родените деца представуваат над 10% од сите новороденчиња во светот. Колку е важно подигнувањето на јавната свест кај родителите и популацијата за спречување на предвреме родените деца. Активистите на 17 ноември по повод Денот на предвреме родените деца во Прилепската болница организираат хуманитарен настан и говорат за предизвиците, поддршката и важноста на подигнувањето на свеста за предвреме родените деца. Ова иницијатива е потекната од нас, значи сакам да се заблагодарам на медицинското училиште и на болницата што го прифатија нашиот настан. Во смисла што ни да, тоа е за нив, ама тие можеа да кажат нема да биде во болницата, а досега мислам еве овие колку 5-6 години имаме голема поддршка од нив и се тука цел ден да одговарат на сите прашања. Еве јас ви ветувам дека ги имате Македонка и Гордана за сите ваши прашања за бебината, дојдете, посетете не на настанот. И ние сме благодарни, значи, на мајките посебно на Данче како иницијатор на ова што го прави. Тоа го прави, значи, буквално од како мајка на предвреме родено дете, мајка која што навистина видела што значи да се роди предвреме родено дете. Мајка која што сакат да се створат услови за другите дечиња каде што ќе биде подобра и атмосферата за нивно гледање и подобри условите. Утре во Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи поетско-музичкиот перформанс "Љубење со стихови" во организација на Сдруженијето за култура ЗОКУМ. Поезија, поврзана со љубов, ќе читаат поетот Филип Димковски и поетесата Лина Димовска. Секој има нешто ново. Има или нови песни, или нов начин, односно распоред на нашите рецитации. Некогаш имаме рецитација во дует, некогаш имаме диалог, некогаш имаме музички гости, некогаш немаме. Значи, секое издание е различно. Вчера една господја ме сретна и ме праша дали се подготвувате за настанот. Велам да, и како ќе биде? И викам, особено за вас кои доаѓате уште од првото издание, се трудиме секој издание да биде различно. Во смисла да тие да се чувствуваат поинаку и да имаат желба да ни дојдат повторно, а до сега се надевам и утре ќе биде така, публика не ни недостасувала.
По повод Светскиот ден на лицата со дијабетис 14 ноември ќе се реализира третата поред акција за пошумување под мотото "Не биди трупец, засади дрво". Акцијата ќе се реализира на 16 ноември, недела од 10 часот кај манастирот Света Петка во Лениште. Иницијативата има за цел да го надомести влијанието на медицинскиот отпад што лицата со дијабетис секојдневно го создаваат, но и да придонесе за обновување на дел од уништените шумски површини во Прилепскиот регион, велат организаторите Сина револуција. Идејата за проектот произлегува од потребата да се одговори и на здравствените и на еколошките предизвици. Од 15 ноември е потребно задолжително поседување зимска опрема во возилата. Започна зимската кампања под мотото "Вози безбедно, стигни сигурно" со порака дека малку повеќе внимание, правилна опрема и внимателно возење може да спаса човечки живот. Од 15 ноември до 15 март идната година, возилата што учествуваат во јавен сообраќај задолжително мора да поседуваат пропишана зимска опрема, информираат од Министерството за внатрешни работи. Оваа законска обврска, која е согласно со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, е воведена со цел да се обезбеди непречено и безбедно одвојување на сообраќајот во зимски услови. Министерството за внатрешни работи апелира до возачите да се придржуваат до правилата. Согласно правилникот за задолжителна зимска опрема, прописите се разликуваат во зависност од тежината и типот на возилото, за возила до 3500 кг и за возила со погон на 4 тркала. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, минималната утринска температура во Прилеп изнесуваше 1 степен Целзиусов, а максималната достигна 18 степени Целзиусови. Метеоролозите за утре најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.